Преку соопштение, владината прес-служба информираше дека дипломатските консултации и високите оценки за неговото меѓународно искуство, познавање на глобалните светски процеси и квалификации, особено широкото признание меѓу земјите членки за председавањето со Генералното собрание на Обединетите нации, биле причина владата да одлучи да застане зад Керим како личност која ги исполнува неопходните услови и критериуми да биде кандидат за функцијата генерален секретар на Обединетите нации. Источноевропската група во организацијата на која и припаѓа и Македонија во ноември минатата година зазаде заеднички став идниот генерален секретар по основ на системот на ротација да биде избран од низините редови. Искусните дипломати даваат безрезервна поддршка за овој потек на владата, оценувајќи го како добар чекор кон меѓународната промоција на земјата. Сметаат дека Керим е кандидат кој несомнено ги исполнува условите за оваа сериозна и престижна функција. Сепак, според Никовски, во меѓународните организации преовладува политиката наспроти квалитетот на кандидатите, па скептичен е во поглед на шансите кандидатурата да заврши со успех. Според поранешниот амбасадор, спорот за името со Грција е дополнителна пречка за изборот на Керим. Сепак, тој очекува кандидатурата да добие сериозна поддршка во дипломатските кругови, а се надева дека и на домашната политичка сцена ќе се покаже конструктивност и единство во интерес на државата. Керим во својата богата дипломатска биографија ги запишува амбасадорските позиции во Германија, Швајцарија и Лихтенштајн. Од 2001 до 2003 година беше амбасадор при Обединетите нации во Њујорк, а подоцна и председавач со Генералното собрание на организацијата.